Дали Марио ќе му биде партнер на Тони во 4-та сезона? Секако. Марио е секогаш со Тони, дури и кога Тони не е овде. Тоа е една нераскинлива врска, еден важен сегмент од биографијата на двата лика. Добро, сега ова тука се поклопува. Каков е односот помеѓу Марио и Тони во 4-та сезона? Евалуира во однос на претходните три, се развива, има интересни ситуации. Кај нив секогаш односот е црно-бел, топло-ладно. И тоа е она што ја прави и комедијата. Како успеа толку добро да ја одглумиш улогата на Марио? Па не е тоа само моја заслуга, тоа е заслуга на сценаристите, на режисерите. Најубавиот дел од процесот на создавањето на Преспав е што заеднички ги создававме ликовите. Ние актерите само успеавме да ги направиме живи, верни и да се развиваат од епизода во епизода и од сезона во сезона. Како е да се биде будист и кувар во исто време? Па интересно, Марио секогаш одбива да прави се што е врзано со месото. И тука има многу комични ситуации. Ќе има и многу такви моменти во оваа 4-та сезона која сега снимаме. Тој секогаш го застапува оној здрав начин на исхрана, веганство, raw food и така натаму. Дали знаеш да готвиш во приватен живот? Да, готвам многу, знам добро да готвам. Исто како и Марио, јас не јадам месо, сум вегетаријанец, меѓутоа порано кога консумирав месо и добро приготвував месо. Сега сум повеќе ориентиран на здрава храна.